Во четврток на 20 март ќе биде погребот на починатите од катастрофалната несреќа во Кочани. На погребот ќе присуствува и поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан. Како што посочи директорот на Центарот за управување со кризи, од државата е преземено се што е потребно за достоинствен погреб. Ова прилика би ја информирала јавноста дека погребот на нашите сограѓани, на 59 македонски души, ќе биде во четврток, 20 март. Се надевам дека не го погрешив датумот, бидејќи сум крајно вознемирен. На погребот, со погребот ќе присуствува и поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан. Ќе има и неколку владици од синодот, повеќе владици од синодот. Црквата прави се за овие чеда да бидат испратени на најдостоинствен начин. Од страна на државата е преземено се она што е потребно да се обезбеди достоинствен погреб, кој што нема сепак да намали болката на оние кои што ги изгубија своите чеда, толку млади. Но би сакал исто така да искажам една голема благодарност, посебно до пожарникарите кои што први стигнаа на лице место, би рекол за 5-6-10 минути. Ужасот кој што тие го затекнаа и за кој што сведочат е нешто што не можам да го прераскажам. Точниот час на погребот ќе биде дополнително утврден. Најмногу починати од трагедијата во дискотеката има од градот Кочани, но и од целата Облешево, Ризари, Зрновци, Подлог. Кобната ноќ на диско биле и деца од Пробишти, Штип, Виница и Скопје. Но точниот час ќе го определиме, односно ќе го определи Македонската православна црква, синодот, бидејќи и владиката Иларион сака да присуствува на повеќето места затоа што се работи за чед од неговата епархија. Така што дополнително ќе се утврди каде ќе бидат, во колку часот, во кое место ќе бидат погребите. Најголем број на жртви имаме во градот Кочани, Чишиново, Облешево, Скопје, Пробишти, Штип. Во меѓувреме во Кочани се започнати активности за нова парцела на градските гробишта, каде ќе бидат погребани починатите. Донесена е одлука за бесплатно доделување на парцели и погребални услуги за починатите од пожарот.